Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Секој ден во вашиот дом сакаме да донесеме интересна и различна содржина, така и ова утро. Верувам дека многу од родителите веќе размислуваат каде да ги испратат своите дечиња на камп, дали и кога е вистинското време за истото. Затоа ги бараме одговорите од најдобрите, кои ќе ни одговорат како да ги опуштиме и кога е вистинското време. Добро утро за Марко Ристевски. Добро утро и на вас и благодарам што сте наши гости ова утро. Марко, ни доаѓа сезона кога родителите размислуваат која е дестинацијата и кога можат самостојно да ги пратат своите деца на кампување. Па верувам дека од искуството кое го имате зад нас го знаете одговорот. Па вака, како дестинации секогаш за летен одмор се најчесто нашиве дестинации, да кажем или планински или езеро. Охрид е прва дестинација која што секогаш се бира од најмала возраст или децава од некое второ одделение, можеби се идеални или некоја 8 годишна возраст, е можеби почетокот кога децата се осмелуваат или родителите се осмелуваат да ги пуштат своите дечиња на камп 5, 6, 7 денови на одмор или летен камп со пред се прво со наставникот, а потоа со одредени аниматори. После тоа веќе стапува Грција како дестинација или околните земји на нашава држава. Често пати родителите знаат да се сместат веднаш до кампот каде што е нивното дете. Дали е ова грешка или едноставно сигурноста која што сакаат да имаат? Па најчесто од искуство кажано е обично грешка, бидејќи доколку родителите сакаат да ги испратат своите деца на камп, убаво е да ги пуштат тоа да биде еден прв чекор кон осамостојување на децата. Значи да стекнат сами навики на лична хигиена, сами да се хранат, сами да заспијат без мама и тато. Најчесто им е страх бидејќи првпат се одделени од дома, па се сместуваат, но децата знаат дека се тука, па првата несигурност веќе ги бараат. Доколку сакаат да се сместат, наша сугестија е да не знаат децата дека се тука сместени или тоа некогаш станува збор за специфична возраст или специфична здравствена состојба на некој детенце, па родителите се сместуваат во близина на кампот, но не му кажуваат на детенцето и тоа можеби правиот чекор. Дека се тука и родителите се мирни и можеби наставникот со некоја специфична или ние како одговорни лица со некоја специфична здравствена состојба сме помирни дека знаеме дека родителите се тука, па сме во непосредна комуникација или блиски. Иначе се останато е, верувајте ми, грешка. Пионери сте во поставување на кампови без мобилен телефон. Што од оваа дестинација придонесе за децата и колку е денес повеќе од потребно, знаејќи дека мобилните се најдобриот пријател на денешните генерации? Точно е дека сме пионери и го воведовме делот на камп или летен камп или патување без мобилни телефони и до ден денес најдуваме на отпор, нарочито кај возраста на 7, 8, 9 одделение, веќе до 600 одделение и ние лесно се справуваме со истото, но тука бараме преценна помош од родителите, прво, да им укажат на децата, бидејќи не само нашето патување или нашиот летен камп, него и понатаму или во секојдневниот живот телефонот може да биде предност или недостаток доколку се користи рамномерно или доколку се користат правилни апликации, умерено и така натаму. Мене ми е особено драго бидејќи и други агенции, други кампови кои што нормално ги има на пазарот, веќе го превзедоа тој дел на користење без телефони, но има и такви кои што се различни или кои што можеби го злоупотребуваат, па обратно кажуваат во момент на дојдете кај нас, ние ќе ви дадеме телефони. Што е сосема погрешно, ние се бориме, навистина се бориме во тој дел и до некаде успеваме и ми е драго што и општините, што училиштата веќе го превземаат тој чекор, па бараат најразлични начини во борбата против мобилната технологија на денешницава. Која е возраста? Кога можат родителите првпат да го пратат своето детенце на камп? Која е вашата препорака? Дали можеме 5 години, веќе кога ќе тргне на училиште од 6 години или пак подоцна? Па сметаме дека прво одделение или таа 6 годишна возраст е рано се уште за повеќе дневно отсуство сами од дома, бидејќи се уште не се стекнати оние навики на лична хигиена, самостојни, да се исхранува самото, значи тука веќе ни треба поиндивидуален пристап кон децата. Може би таа година, верувајте, игра голема улога,
кај децата и месеци се навистина, и некогаш е индивидуално, но една година во школа веќе игра навистина голема улога во нивното самостојување. Така да од второ одделение, кога ќе завршат веќе второ одделение, на летен камп е можеби идеалното време да се пушти детенцето прв пат на 5-6 денови, тоа препорачувам да е во нашава држава. Бидејќи некои дечиња ги пуштаат, дали е тоа Грција, дали е Црна Гора и слично, ги пуштаат, но тоа е различна клима, различна храна и веќе тука се стекнуваме со одредени проблеми, кога деца кои што нарочито прв пат излегуваат од границите на Македонија. Така да, ете, некоја 8 годишна возраст е можеби идеалниот старт за почеток на осамостојување или такви кампови пуштени на страна дечињата. За крај на овој убав разговор, Марко, бидејќи долги години го работите ова, која е омилената дестинација на оние кои сакаат да ве посетат и да ви ја дадат довербата? Па ние почнавме да го градиме Вондеркамп како дестинација, како со Шпанија како еден прв наш камп за тинејџери, и од тука веќе се вративме нормално и во Македонија, и во Грција, и Австрија зимски период, Доломити, Банско, нашиве скијачки центри, да ги речем, иако за жал не се на нивото на кое што имаме потреба ние за реализација на еден камп. Имаме навистина уникатни дестинации, познати сме по тоа, спремаме уште многу нови интересни дестинации, интересни уникатни патувања за младите, бидејќи работиме со дечиња од 8 годишна возраст па се до студенти до 21-2 години. Така да ете, можем да издвојам Шпанија како број 1 дестинација која што ете не етикетирала можеби на пазарот како наша најинтересна и најдобра дестинација. Ви посакувам убава и успешна дестинација, што многу испишани летни кампови, каде ќе има убави приказни од младите кои најубаво ќе ги пренесуваат меѓу себе и секогаш ќе ве одбираат вам. Ви благодарам. Благодарам и на вас. А вам се надевам дека бар малку ви помогнавме, ги одговоривме прашањата кои сите родители си ги поставуваат и ве опуштивме да имате извонредно лето, а вашите деца да ги имаат најубавите камперски впечатоци. Се надевам дека и оваа приказна беше одлична и интересна за вас.